Работата е дека до сега во својата пракса комисијата има одлучувано, имаме поднесувано представки по основ на дискриминација, сексуална ориентација и родов идентитет. И тоа во две од нив комисијата има утврдено дека постои дискриминација и соодветно има постапувано. Зборувам за хомофобичната содржина на педагогијата и најново на психијатриите, со кој што имаме и официјална одлука, дека нели и извинување дека хомосексуалноста не е болест. Понатаму, меѓутоа тука повеќето знаете од овие представки кои што се поднесувани до комисијата врз основа на врз основа на дискриминација, сексуална ориентација и родов идентитет, се сепак од организација, од коалицијата и од мрежата за дискриминација, за заштита од дискриминација, но имаме само две кои што се од индивидуалци, односно припадници на самата ЛГБТИ популација, што ни говори за тоа дека самата заедница не е мотивирана да го користи овој закон кога веќе во членот 3 нивната дискриминацијска основа не постои. Тоа што до сега комисијата одлучува на овие представки стои во незините извештаи, каде што комисијата зборува за тоа дека ЛГБТ заедницата, односно дискриминацијата по основ сексуална ориентација и родов идентитет постои и оваа заедница треба да се заштити. Сега самиот член 3 нас не ограничува да пишуваме представки, комисијата како таква да одлучува по представки засновани на овие дискриминацијски основи. Така што самиот член 3 користи една отворен модел на одредување на дискриминацијската основа, каде што се набројани сите дискриминацијски основи, познати што постојат во општеството, што треба да бидат заштитени и нормално под законското решение било која друга основа регулирана со закон или меѓународен договор ратификуван во Македонија, има основ да се поведуваат постапки на дискриминацијски основи кои што не се таксативно наброени, меѓутоа како што е сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Меѓутоа, ваквото законско решение, било која друга основа, се користи за типови на дискриминација кои што во моментот не се познати во Република Македонија. Сексуалната ориентација и родовиот идентитет, понатаму и Уранија ќе говори, постојат, имаме видливи примери не само на дискриминација, туку и на насилство врз овие основи. Така што со внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет во член 3 од законот, ќе се ЛГБТ заедницата ќе добие правно признавање. И тоа правно признавање во лекс генералис, односно рамковниот закон за заштита на дискриминација, каде што е многу битно да биде видлива. Впрочем, и заштитата од дискриминација е една основна правна и политичка потреба на ЛГБТ заедницата.